е пуна бе. Ја мислев дека е испразната. Не. Ова се тука викендици не. Малко е подиспразната за да... Овој дел тука тој јово тука си има, си живее, си има, си стопанисуе. Говеда, нивички некој си прави. Од општина секогаш бара подршка. Многу ми е важно да горе после да бити како паѓа надоле водата. Да. Тука кај што башки што ова е најнискиот дел. Тука е главниот вентил кој се пушта вода за налетот да нема. Има истри за надоле да се вадат До Центарот за управување со кризи стигна пријава од општина Неготино дека браната Липа, која што се наоѓа во Неготинскиот регион, е нестабилна и дека од подножието на браната од повеќе точки истекува вода. Од тие причини денес ја посетив браната, извршив увид на истата и од она што можев да видиме дека состојбата е многу сериозна, затоа што во долниот дел на браната, која што е насипна брана направена од земји и ситни камења, на повеќе места истекува вода, која што со текот на наредните денови може да ги прошири отворите од кои што истекува и да ја загрози целата конструкција на браната и да дојде до делумно рушење на браната. сега се повеќе и повеќе се случува. Тоа е реконструкцијата, ова имаше ли го тука? Имаше. Само пошто брзо планира нема доторни води толку и се прави некој ненужно. Тие живот за неа покупки. Денес сме на лице место кај браната Липа. Се работи за брана направена некаде во 70-тите години на минатиот век, направена од некоја земјоделска задруга, би рекол дива брана, која што не е направена во согласно со сите тогашни прописи, која што служела за напојување на добитокот и наводнување на околното земјиште. Проблемот е настанат подоцна пред 15 години при некој силен дожд дошло до рушење на дел од браната, поради што била покрената постапка за реконструкција на истата. Во 2015 година со подршка на УНДП и Европската унија, оваа брана е реконструирана во соработка со водостопанство и истата била тестирана, но покажала одредени слабости. Денес, како што можеме да видиме, од телото на браната извира вода, односно истекува вода. Оваа вода браната ја прави нестабилна и постои опасност оваа брана при некој силен пороен дожд или при надоаѓање на водите од топење на снегови да попушти и со тоа да биде загрозено населението кое што би се нашло или луѓето кои што би се нашле на патот на водата која што би истекла од оваа брана. Значено да напоменаме дека потечението на оваа мала рекичка или суводолица, бидејќи сега оваа суводолица по неа тече вода од браната, од оваа вода која што истекува од браната, која што не би требало да истекува, затоа што браната не е полна и има простор да ја прими целата оваа вода која што доаѓа во неа. Во оваа суводолица, како што реков, има луѓе кои што напасуваат добиток во случај на рушење на дел од браната и при истекување на водата, тие луѓе би биле загрозени, но би бил загрозен и добитокот, како и патот кој што спојува неколку локални села. Токму затоа Центарот за управување со кризи презема неколку дејствија. Од наша страна е известена подружницата на водостопанство Тиквеш и работиме на утврдување на собственост на оваа брана, за која што засега можам да кажам само дека е во државна собственост, бидејќи од страна на водостопанство истата не е примена. Така што како Центар за управување со кризи во следниот период ќе контактираме сите надлежни институции да биде утврдена надлежност да се најде решение за оваа брана
или треба реконструкцијата да биде довршена како што треба, или истата да биде целосно испразнета. Од нас може само даваме насока нивото на водата да биде што пониско, односно преку испусниот вентил да се испушти што повеќе вода, но во овој момент поради врнежите имаме постојан дотек од неколку потоци во самата брана. Како што може да се види, оштетувањата на браната се сериозни, водата тече во поголема површина и тоа по целата линија, некаде на дното на браната. Самата брана може да се види дека е линијата на браната повеќе од 50 метри, висината е повеќе од 30 метри, а длабочината на браната исто така е повеќе од 30 метри. Иако напоменувам дека сега браната не е полна. Центарот за управување со кризи секој постои на располагање на граѓаните и ги повикуваме сите граѓани кои што ќе забележат вакви или слични ризици и опасности да се јават на бесплатниот телефонски број 112, да го алармират Центарот за управување со кризи за да можеме да преземеме понатомошни действија. За цета планира, она планира 90%. Значи подноебите од цета Кризано. Сега треба случаи лица да видат колку е паркинскот, че изтече јас тука. Може ли да отиде цела брана врха додека може стоиме по тука? тука треба случаи лица со паркински ќе отиде. И това има например проект, ама сега како расте брана, така е повеќе притисок. А зашо не се испушти водата, нели може тоа да испушти водата? Водата ја ја испуштам, па има најше тука народ се зависни, треба државата да земе мерки. Против водоспадство водата е више светка. Чија е оваа брана сега? Това е брана сега на државата. Ја го супирам вентил, познато тука што вие за више 20 години работим на проектот, ева направи, ама се тече. И сега, пошто изпушта браната, он ја спира, те држава замеше да изпуште браната и да се санира. Брана направена прв пат. Прв пат направена е од за Добјанка, Улу, Шамш, Умрицја, кој е пред 4050. Ама тогаш не течеше, сега тече, само немаше прелив. Тогаш имаме една преливна стација која направи за водата, мала се синара и после направи проекција. Проекција направена 700.000 евра коштава. Аз земани се. Значи шире, питка вода, вика пред бака. А не стане, не како е мокро. Не така мокро. Не мокро. Боксото е сега тоа. Това е ново правено.